Македонски медиа сервис. mms.mk. Го возевме автопатот Штип Миладиновци во двата правци и едно е сигурно. Автопатот се уште не е целосно завршен, иако е времено пуштен за употреба. Скината жица, недовршени банкини, работници на патот, па дури возење во спротивна насока се само дел од воочените недостатоци. Но да тргнеме поред. Не е доправен излезот за кочани. Видливи длабнатини на патот што можете да ги забележите и на видеото по тресењето на камерата. Иако нов, се работат поправки на патот. Знаци работа на пат. Автопатот е опасен бидејќи има директни влезови од куќи и населено место. Недовршена банкина. Работа на пат пред Свети Николе. Недовршен влез на патот. Од спротива до Свети Николе е единствената бензинска пумпа на цел автопат и тоа само од правец Миладиновци Штип. Упс, мотоцикл вози во спротивен правец, веројатно да скрати пат до излезот. Прегазено животно на патот, прво на кое наидовме, јазовец, веројатно побавен од возилото на кое налетало. Овде веќе се вози и повеќе од дозволените 130 км на час. Првото свлечилиште покрај патот од неколкуте кои што ги има долж патот. Таму каде што се пробивани речињата има направено насип, но на неколку места насипите попуштиле, се појавиле свлечишта. Поголем дожд лесно ќе ги истури на патот. Вдлабнатини на патот и необезбедена десна страна. Работа на пат. Пак. За селото Конјари, според сообраќајниот знак, е забрането исклучувањето, нова пракса е можно и е слободно. Работа на пат. Прегазена е верверичка. Просторот меѓу двата правци е обраснат со трева како да е тоа стар автопат, а не ново пуштен. Насекаде има несредено зеленило што пречи во сообраќајот. Ке треба здрава градинарска рака. На повеќе места, иако е автопат, забележливо е ограничување на брзината на 70, а некаде и 50 км на час. Има знак 2000 метри до Миладиновци, а никаде не пишува како да се приклучиш. Нејасно е и каде да се исклучи возачот десно, пред наплатната рампа Миладиновци. Во 47 км автопат никаде нема стојалиште или паркинг да се застане.